Добар ден, почитувани, ова е стартот на уште една нова Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Тави е термин што во последните години се почесто се среќава во кардиологијата. Станува збор за интервенција на срцевите залистоци без класична операција. Се зголемува бројот на пациенти што се лекуваат на овој начин, со овој тип на интервенција. Што точно представува тави, на каков начин се изведува и кому точно е наменета? Имаме навистина многу прашања кои што ги упатиме на доктор Вилма Ампова-Соколов, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Ќе погледнеме блок реклами пошто следува разговорот во студиото на Телма. Што е тави, како се изведува и кому е наменета оваа интервенција во кардиологијата, ќе ни појасни доктор Вилма Ампова-Соколов, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре дојдовте во студиото на Телма. Добар ден. Благодарам за поканата. Ќе започнеме со градбата на срцето, бидејќи ова метода е наменета всушност за срцевите залистоци. Да. Колку срцеви залистоци има срцето и која е функцијата на овие делови од срцето во неговата функција? Да. Добро, така ќе се обидам, значи на кратко и појасно едноставно да објаснам што значат залистоците. Има 4 залистоци. Срцето е поделено на лева и десна страна, значи и тие се поврзани или одделени со плуќата. Значи во десната страна на срцето се собира целата венска крв или нечистата крв од целиот организам, се поминува во десната предкомора, преку трикуспидната валвула, тука имаме една валвула, и после преку пулмоналната валвула во белите дробови, значи каде што се оксигенира и прочистува крвта и се враќа преку пулмоналните вени во лева предкомора, преку митралната валвула во лева комора и од таму прочистена, значи се испумпува преку аортната валвула која што ја води крвта во аортата и со тоа, значи оксигенираната крв оди до сите органи и системи. Значи валвулите имаме 4 валвули. Како капачиња од десната, да, тоа се као врати капачиња, значи на срцето кои што го контролират поминувањето на крвта преку срцето, затоа што ако нема таква контрола, срцето ќе се оштети, ќе се преоптовари, ќе се деформира и така натаму. Значи тие крвта да се движи во одредена насока. Одредена насока. Значи од венскиот систем преку белите дробови во артерискиот систем и од таму оксигенирана оди во циркулацијата, значи на мозокот, на бубрезите, на другите органи, значи практично во целиот организам. Доколку се оштета, докторке, доколку не се затвораат убаво или пак не се отвораат? Значи ако настане оштетување, значи на валвулите, каков тип на оштетување претпоставувам, значи тоа е, значи може да се стеснати, може да се проширени самите анулуси, ние викаме, или прстени на валвулата, може да се деформирани нивните залистоци, значи и со тоа практично се добива аортна стеноза или валвуларна стеноза или валвуларна инсуфициенција. Во зависност од кој дел на срцето, значи е тој проблем, така се и манифестира болеста. Значи кој дел на срцето го зафаќа, така се и манифестира болеста. Кога зборуваме за аортната стеноза, какви симптоми имаат пациентите? Значи аортната стеноза, прво аортната валвула се наоѓа на самото излезиште од срцето. Значи крвта кога веќе е оксигенирана, прочистена, богата со кислород, значи преку аортната валвула е таа која што го контролира излегувањето или спумпувањето на крвта од срцето во аортата и практично низ целиот организам. Кога имаме, значи аортна стеноза, што значи тоа? Тоа значи стеснување на валвулата, значи на залистоците, кои што го пречат тоа слободно поминување на крвта од срцето во аортата и практично пречат носење на потребниот кислород до другите органи и системи. Значи тоа е веќе еден сериозен проблем?
кој што дава симптоми на самиот старт на болеста или не? Така, аортната стеноза се дефинира како неколку степени. Значи, имаме аортна атероматоза, тоа практично е промена на залистоците на аортната валвула, кои што настануваат со годините, но не предизвикуваат, не пречат во функционирањето на валвулата. Имаме степен на лесна аортна стеноза, или тоа е кога е почната болеста, но е во некоја почетна фаза, значи во прва фаза, во некоја фаза каде што може се уште да се контролира. Аортната стеноза е сериозна или почнува да има симптоми кога е веќе во напредната фаза или кога збореме ние тешка или критична состојба. Аортната болест има подолг развој. Значи, не се случува од денес за утре или за 5 месеци или за 5 дена. Значи, тоа е состојба која што се развива постепено, значи, и може повеќе години пациентот да нема никакви симптоми. Да не е свесен дека има ваков апсолутно проблем. Да не знае дека има болест. Значи да си функционира и да си живее без никаков проблем. Кога ќе се појават симптоми, значи тогаш и пациентите барат. Веќе е по напредната фаза на болеста, како што споменавте. Фазата е напредната, да. Значи, сега медицински ние ги делиме како што ги делиме, тоа не е ни важно за за гледачите и пациентите. Битно е дека кога ќе се појават симптоми, значи ние викаме дека е симптоматска или веќе болест која што заслужува посериозно внимание. Споминавте дека со стенозата на овој залисток всушност се менува и доведува до низа проблеми како што ги набројавте, но што пак е причина за појава на стенозата? Дали е тоа вроден проблем? Дали е стекнат? Да, значи имаме вродени аортни стенози и болест на аортата. Значи аортната валвула е создадена од 3 залистока, нормално, така така е создадена аортната валвула, така изгледа. Кај некои деца има бикуспидна аортна валвула, или тоа е 2 залистока наместо 3, има и моно со 1 залисток. Тоа се вродени аномалии, што не значи дека пациентот одма е тешко болен и така натаму. Значи развојот кога ќе дојде до некоја стеноза или проблем со таа валвула е долги години. Или практично манифестацијата или болеста може да се осети дури кога ќе стане многу возрасен. Значи има аортна стеноза која што е вродена, која што си има посебни третмани, и стекнатата аортна стеноза, тоа е кога во текот на животот, значи со текот на старењето, стари и срцето, значи како што се таложат атеросклеротски плаки во крвните садови, така се таложат атеросклеротски плаки и на самиот залисток. Составот, значи на внатрешниот слој на валвулите на срцето е ист како внатрешниот слој по состав на крвните садови, што значи дека се што влијае на крвните садови може да влијае и на аортната валвула. Тоа не е правило, како што не е правило и со коронарната болест или со други болести на крвните садови, но практично тоа е еден од причините што се доаѓа до стеснување на аортата. Значи таложење на масноти, на атеросклероза, на плаки, калцификати на валвулата. Друга причина е инфекциите, кои што се појавуваат дали од ослабен имунитет, дали од уроинфекции чести, дали од чести проблеми со забалата и така натаму, или пак реуматска треска која што се добива од детска возраст и почнува да ја разболува валвулата, и таа болеста не мора да повторно не мора да се манифестира тогаш кога се разболел или кога ја поминал таа реуматска треска, но во сотекот на животот и пак во возрастни години доаѓа до една... Може да се забележат промените. Да, се забележуваат промените или се појавуваат симптоми, и тогаш кога ги распрашуваш пациентите, нели, дават информација дека поминале таква болест, и има состојби кои што третирајќи или болести на други органи и системи водат до таложење на тие калцификати и наслаги на аортната валвула и така ја разболуваат.
Тоа се пациенти на диализа, со бубрежна инсуфициенција, пациенти кои што се со реуматоидни артрити, нели, со сериозна терапија, пациенти кои што имат зрачна терапија, онколошка, значи и други состојби кои што можат исто да доведат до стеснување сериозно на аортната валвула. Доколку има стеснување на аортната валвула, односно на аортниот залисток, дали тоа може да се види на ехо преглед? Стеснувањето на аортната валвула, значи прво може да се слушне на слушалка кога е на предната фазата, да. Затоа на стетоскоп, значи дури матичниот доктор може да слушне. Што е тоа? Шум на срце? Тоа е шум на срце, систолен шум на срце, многу специфичен, значи. И од тука веќе кога нели пациентот има анамнеза дека не е добар, ќе зборуваме и за симптомите, со самиот општ преглед, значи може да се примети дека со срцето има некаков проблем и понатаму да се испрати на дополнителни испитувања. Па најспецифично е ехото нормално, затоа што аортната валвула е валвула која што може да се гледа, да ја видиме, нели, и да анализираме. Сега со новата апаратура, значи имаме 3D ехо и така натаму, кои што, нели, носат многу информација за тоа во каква состојба е валвулата, но не само валвулата, значи во каква состојба е и самото срце. Затоа што кога имаме стоп на самото излезиште на срцето, се добива и деформитети на самото срце, на мускулот на срцето, на комората на срцето, да. Значи, тука се уклучуваат компензаторни механизми или јас на пациентите им кажувам механизми на прилагодување, значи на самата состојба. Кога болеста станува напредна, значи се зголемува притисокот во срцето, затоа што кога имаме стоп не може да излезе целата таа крв што е потребно во аортата, се прави стоп, се прави поголем притисок во комората, се зголемува работата на срцето, се зголемува мускулот на срцето, значи се тоа се механизми кои што се случуваат за да може да се адаптира срцето на промената која што настанала, се до оној момент кога повеќе не можат да се вклучуваат компензаторни механизми, тогаш веќе имаме сериозна состојба. А кога ќе забележите кај еден пациент стеноза на аортната валвула, што се препорачува? Постојат ли некакви лекови кои што би го спречиле прогресот на болеста? Така, прво, кога се гледа, значи кога се проценува една аортна стеноза во кога се проценува во каква степен е, значи прва, втора, трета степен, или лесна, интермедиерна и тешка или критична, тогаш и се знае како и во зависност од тоа какви симптоми има пациентот. Значи и така се прави еден план на следење на таа валвула и во исто време пратење на другата, на општата состојба на пациентот. Притисок, пулс, нели, еден куп други работи кои што нели се важни за да се успори тој процес на разболување на валвулата. Кога таа валвула е во некоја средна степен на тежина и пациентот нема никакви симптоми, значи може таа валвула да се следи или да се следи ехокардиографски, значи и да се прати состојбата на самото срце. Си има критериуми, нели? Кога веќе една таква валвула е за интервенција некаква и таа интервенција да се изведе во моментот кога е навистина потребна или кога е моментот за такво нешто. Значи да не се помине тој момент на најдобра или да кажам, погоден момент, оптимален за третман на таа валвула. Но не постои лек кој што ќе ги врати последиците од овие промени. Значи промените на срцевиот залисток се трајни, така? Да. Не е тоа реверзибилен процес. Не. Со некој третман да се излекува, значи, може да и да се нормализира. Само се успорува процесот на прогресирање, на прогресот на болеста. Колку често треба пациентите да доаѓаат на контролни прегледи, на следење? Пак ќе кажам, тоа е индивидуално, затоа што зависи од тоа во каква здравствена состојба, нели, зависи во која степен на заболување е таа стеноза. Така да се индивидуално, така да не сакам да ги фиксирам тие работи, затоа што
и самата прогресија на болеста, значи зависи од индивидуална. Како пациентите примаат информацијата дека имаат промена на срцевиот залисток? Како ја примат? Прво мораш да им објасниш, нели, што се случува и па кој прима добро информација дека е болен, на пример. Зборувам за тие што се во напредната фаза и така натаму и за кој што треба за кој што треба интервенција. Многу често се случува, значи, да пациентот воопшто не знае, нели, дека е болен и обично на рутинска контрола да се открие дека има некоја аортна стеноза која што може не е критична, не е тешка, но е баш за сериозно следење. Така да целата работа е во разговорот и во информацијата, предавањето на информацијата на пациентот. Што треба да прави, како треба да прави, што е потребно, што следува и така натаму. Се почесто кога станува збор за аортната стеноза, односно стенозата на аортниот залисток, се слуша за една постапка наречена ТАВИ. Што е тоа точно? Така да ТАВИ-те се процедура, значи интервенција или замена на аортната валвула без операција. Тоа е една техника која што се прави кај пациенти кои што се, да кажам, со многу висок ризик од операција на аортната валвула, која што практично не е невозможно, но е со доста висок ризик. Самата интервенција е со процедура која што се изведува преку катетри, значи целиот систем е воведување на катетри во срцето преку валвулата, значи и тука можеме да видиме всушност како влегува катетерот во срцето. Заменување на валвулата, тоест пласирање на местото на валвулата на залистокот на пациентот на аортната валвула, нова валвула која што се отвара. Се вади оштетената валвула или само се аплицира нова? Оштетената останува таму каде што е, само се отвара нова валвула. Каква валвула се става? Биолошки материјал, биолошки валвули се. Биолошки се валвулите, се става на местото, уствари се отвара на местото на самата аортна валвула. Практично се како што се гледа на филмот, значи се отвара. Не се сите типови исти, не се сите типови на валвули вакви, но генерално тоа е принципот, значи отварање. Сликовит приказ едноставен како изгледа тоа. Отприлика како изгледа, значи се навлегува во срцето, доктор, ке слично како кога се става стент? Значи процедурата слична на тоа? Процедурата, да, минимално инвазивна интервентна процедура. Значи, на некој начин е слична, се оди преку артеријата на препоните, каде што е покажано. Секогаш преку препоните на носето? Не, може и на ова е стандардна процедура, но секаде каде што има артерија која што е поврзана со срцето, може да се вакво изведе процедурата. Сега и тоа е тенденцијата во светот, ама тоа е друга тема. Се поминува преку аортната валвула со жица, која што е водич. Во моментот, значи, целата процедура се изведува доста планирано. Значи, таја се планира, не е тоа ургентна интервенција, ја правиме утре или ја правиме денес, или ургентно. Значи, тоа се планирани интервенции, пациенти кои што се избрани за такво нешто. Кај што не дека е невозможно, а дека друг тип на интервенција на таа валвула е со многу повисок ризик од колку ова. Зашто е тоа така? Затоа што пациентот, значи, не оди прво на машина Белдроп срце, срцето работи. Чука додека се прави интервенција. Само што вештачки правиме образување на срцето со пейсмейкер, за да не настане, пошто таму притисокот е најголем, значи тоа е излегувањето на крвта од срцето во аортата, притисокот е најголем, се прави вештачко, значи успорување на срцето, тоест ние го образуваме до степен кога до 180 на минута, за да не настане, ја намалуваме силата на срцето, за да не настане изместување на валвулата во моментот кога се отвара. Практично срцето работи побрзо, добива организмот све тоа што треба, но е поспоро за да нема таа сила која што да ја измести валвулата во моментот на местење.
Каква анестезија се користи? Дали пациентот ние спие, користиме има општа анестезија, значи ние како болница користиме општа анестезија заради поголем комфорт на пациентите. Сепак тоа се, нели, болни, истоштени, повозрасни луѓе и така натаму. Но не е невозможно и се прави нормално, значи во интравенска. Пациентите само спијат без да се интубирани и така натаму. Се пласира катетер надворешно, значи преку југуларната вена се пласира катетер, тоест пейсмейкер жица во десна комора, за да може, нели, комфорно да во моментот кога се отвара валвулата да се активира пейсмейкерот. Може ли на ваков начин да се поправи валвулата или само да се замени? Се прават балон дилатации, но оваа техника специјално е само замена. Само замена? Да. Ова техника е само замена. Споменавте дека повеќето пациенти се повозрасни, истоштени и слично. Што значи таа? Ви процедурата не ја препорачувате за млади лица кои што имаат ваков проблем? Да, затоа што сега кога ќе зборуваме, не е невозможно и кај млади луѓе, нели, кои што се со висок ризик од самата операција. Значи тука зборам за болести други пропратни кои што го доведуваат пациентот во повисок ризик. Зашто се препорачува кај повозрасни луѓе, значи и кај луѓе кои што се со многу висок ризик или кои што веќе имале една операција на срце. Значи, секогаш втор пат операција или поминувањето на машина Белдроп срце, значи е голем ризик за пациентот. Така да овие процедури се препорачуваат кај возрастни пациенти затоа што траат пократко, не одат машина Белдроп срце, значи пократка хоспитализација, побрзо станување, немат рез, нели, немат стернотомија која што, да кажам, кај повозрастните оспорување заради старење на коските, потешко зараснување и така натаму. Значи си има предности кои што, нели, овозможуваат еден да кажам, комфорен третман за високоризични пациенти и возрастни. Обично колку време трае опоравувањето кај овие пациенти? Така, процедурата, значи, како се изведува, значи, се прима пациентот еден ден порано, се припрема исто како за операција. Нормално, значи, со сите потребни вакво лаборатории, сите потребни анализи. Предходно, значи, тоа може и неколку недели предходно, значи, на пациентот му се прави компјутерна аорта. Ние го викаме по кардиопротокол, ова аорта по кардиопротокол за тави процедура. Што значи тоа? Значи на компјутер се снима целата аорта со крвните садови, значи на нозете и на аортата. Се прави коронарографија за да се провери, значи да нема запушување на артериите на срцето. Тогаш све е по третманот веќе е поразличен, како што кажав, значи ова е исклучиво планиран зафат, да, затоа што така е нормално да биде, затоа што пациентите освен аортна стеноза може да имат и болест на друга валвула, може да имат заболување или стеснување на коронарни артерии и така натаму, значи од која ќе се снима пациентот, тоа се проценува, значи се мерат диаметри, агли и така натаму, висина на крвни садови, значи на самите артерии што го хранат срцето, значи куп мерења се прават мерења, значи за периферната циркулација, од каде што ќе се воведуваат, затоа што со жици катетри пациентите генерализирана атеросклероза може да се направи руптура на некоја плака или да се направи компликација. Значи не е баш безазлена процедура, но значи можни се и компликации. Да, можни се и компликации, така да како и за сите процедури. Значи процедура инвазивна нема такво нешто во светот каде што се прави со 0% компликации. Но сепак тука се прави замена на залисток. Постои ли ризик тој залисток да не одговара сосема за срцето, каде што е... Токму тоа го кажувам, дека за секој пациент ние правиме во 3D. Значи, реално, како изгледа срцето, се мерат секое ниво на валвулата, под и пред валвулата и над валвулата, аортата,
значи, за да може да нема грешка во изборот на валвулата која што ќе се Кој е ризикот доколку не пасува, што би се рекло, доколку не е идеално, не го затвори и отвори тој отвор на срцето? Точно тоа кажувам, дека тоа е планирано, тоа е мерено во 3D. Да, јасно, но еве доколку еве се случи. Ако има такво нешто да не се доотвори, значи што е битно? Нивото на калциум на крвните садови. Значи, колку повеќе калциум, толку поедноставно е за пласирање валвулата. Што е проблемот ако не се доотвори, на пример, валвулата, ако не се отвори до крај, нели, се прави балон дилатација, се проширува со балон дополнително за да се отвори валвулата. Значи се случува понекогаш пациенти да имаат потреба од пейсмейкер. Така, значи самата аортна болест е болест која што води до аритмии. Води до аритмии, ненадејна смрт, значи затоа пациентите кажуваат имам палпитација, аритмии, тахикардии и така натаму, блокови и така. Така да може да се случи, значи да пациентот, значи има потреба понатаму од пейсмейкер. Уствари ние го пласираме пейсмейкерот за да ни помогне при имплантацијата и после тоа следење за да видиме како пациентот се однесува со новата валвула нормално и дали има потреба од нешто дополнително. Значи тој си е на интензивна нега, се следи и така натаму. После 2 дена се пушта дома. Значи само 2 дена трае процесот на опоравувањето, за разлика од класичен. Ако има некаков проблем, за разлика од класичен рез, значи 5 до 7 дена, што е, да кажам, нормално болничко лекување после операција на срце. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Тилма амбуланта со нивни прашања, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Доктор ќе оние кои што имаат вграден вештачки залисток, ќе мораат ли доживотно да бидат на некаква терапија? Значи, пациентите кои што се со механичка валвула се на доживотна антикоагулантна терапија. Значи, тоа е шема која што се прави, аценокумарол. Во државата го има, во други држави има и други типови на истиот вакво лек. И е одражување на тој индекс ИНР кој што е над 2,5, значи за одржување на валвулата, тоест за да не се создават, ние ги викаме пануси или такви наслаги на валвулата кои што понатаму со текот на времето, ако не е добро субституиран пациентот или не е добро заситен со лекот, нели, води до повторно стеснување. Кај биолошките валвули, ако нема некои аритми, ако нема други некои пропратни болести, тогаш и аспиринот е, нели, доволна терапија. Зборам конкретно за валвулите, но по принцип пациентите кои што добиле аортни валвули, значи било какви, тука се мери притисок, пулс, значи и таа терапија која што си ја примале или која што е ординирана, значи може да следува цел живот нормално. Значи многу е важно притисокот да е нормален, пулсот да е нормален, за да не се оптоварува валвулата, нели, која што е имплантирана. Ќе вклучиме гледач, ќе слушнеме во продолжение на емисијата какво прашање има тој. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Поздрав до вас и до гостинката. Благодарам. Ме интересира гостинката една работа да ми објасни. Опериран сум од валвула стомачна. Стомачна аорта. Добро. Ме интересира дали таа стомачна аорта е срцева аорта. Една работа, втора работа, зашто се жалев до комисијата за телесни повреди што правев ова редовна операција стомачната, знае докторката дека таа се сечење со се, и ме одбива од таа телесна оштета што треба да добијам. Вика, не е таа срцева аорта. Ме интересира докторка да ми одговори дали е тоа срцева аорта. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Така, значи, малце, добро, нормално, луѓето не се секогаш информирани. Значи, ние зборуваме во емисијата за аортна валвула, гледачот е опериран најверојатно од
аорта абдоминална. Значи Тој еден голем крвен сад што поминува всушност во големиот стомакот. крвен сад уствари е поврзан со аортната валвула. Значи од аортната валвула крвта поминува во аортата. Но таа е надвор од срцето, да. Тоа е крвен сад, најголемиот крвен сад во човечкиот организам кој што се оперира, но за другите работи не би можела да одговорам во однос на особено вака во телевизија без дополнителни информации. Ќе го слушнеме и вториот гледач. Но не е тоа срцева валвула, тоа не е валвула, тоа е аорта, тоа е крвен сад. Крвен сад. Уште двајца гледачи добив знак. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Јас веднаш ќе го замолам гледачот да го намали тонот на телевизорот. Мислам дека тоа е проблемот што не можеме нормално да се слушнеме и да искомуницираме. Го слушнав пред малку така. Добар ден, повелете. Поздрав до гоцелката. Благодарам. Поздрав до докторката. Имам 75 години. Направен сум бајпас на 1994 година. После тоа имам ставено 5 стена. Преди месец и по стално ме болеа градите и стално на докторот му викам, докторе, ме болат градите, он вика, кажиш, нема ништо. И пак со сајла влагаме. И сега задњи пут кога бев, вика, имаш, сега се намаци повеќе кај него, извините што сакам обширно да го кажам, шекер немам. Бев кај докторот и ме поново со сајла ме работеше, негде околу сат и нешто. И што ви кажа? Што имате? Немаш. На крај ми ка си измачиме и двајцата, али добра работа сме завршиле. Бидејќи нема ништо. Нема ништо, али мамариската ќе ја лечиме со таблети. Ја имам една бајпас мамариска и една венска. Така, добро ви интересира сега консултација, бидејќи чувствувате и понатаму некаква болка во градите. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што можете да советувате во една ваква состојба? Па добро. Значи се извинувам. Крвните садови на срцето сега има толку многу техники кои што можат да се видат. Извинете. Така, значи постојат и повеќе опции за да се прегледа пациентот кој што има некаква градна болка или проблеми со крвните садови. Така да треба да се видат на одите. Така, треба да се видат. Препорачувате некој друг начин, освен претпоставам дека со коронарографија бил гледан пациентот. И компјутерски коронарографии кои што ќе можат да се видат и ќе крвните дадат садови. по-конкретен одговор на Безинвазивна процедура. Неинвазивна, така? Безинвазивна. Безинвазивна. Така, ќе го слушнеме прашањето на следниот гледач. Само јас ќе го замолам гледачот да биде што пократок и поконцизен со прашањето во интерес на времето. Имам уште малку до крајот на денешната емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Вака. Боледувам од срцева слабост. Така? Дилатативна кардиомиопатија. Имам тромб на лева аурикула, 2 пати коронографија чиста, кога правевме со прево во срцето најден е 2019 тромб на лева аурикула и сега ме интересира. Срцевата слабост е негде 55-24 беше посто со ентресто. Ентрестото многу ми помога. И сега немам гушење, немам болки, немам ништо, ни замор, ништо, само земам синдром Пошена. Дали може нешто да се направи со нивниот метод за тромба? Дали може што се преземе за да се подобри состојбата на... Добро, тоа е сосема друг тип на болест, значи тоа е дилатативна кардиомиопатија, таа се проценува каква степен, од што настанала, не секогаш може да се знае, кога се има, ова е третманот, таблетарна терапија, или други помагала кои што се дават за синхронизација или за помагање на работата на срцето, кардиовертер дефибрилатори, тоа е сосема друга тема. Значи, но не може со овој начин што го зборуваме со тави процедури или транскатетер валвула замина на аортната валвула, затоа што ако не е тоа причината за дилатативната кардиомиопатија, тогаш
Немаме тука опција за да помогнеме на тие што имаат делатативна Значи кардиомиопатија. терапијата сосема поразлична во случајот Сосема кај ова. поразлична, болеста е различна, етиологијата е различна. Различно се добива болест. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да прашам докторкава една прашање, некој побрзано со аорта. Мојот сопруг е опецин 2000. Така ве слушаме, вашиот сопруг е опериран, ако ве разбрав? Да, во Систина 2015. Добро. Од 3 Така? бајпаса и Добро. аорта. Сега у февруар му доби напад на гушење. Во Тетово живимо. Во Иделе, у Лешо, у болница овде, не вртат, се извинувам што зборим, сум многу оптеретена за ожарестена. Само го влечеа дека има ова, како вика, болест од свечинава тоа. Па девамо, те тамо, добре. Така имате конкретен одговор за што се работи, предпоставувам. Долго време лутате по одговор. Добивте нешто конкретно или не? Ништо. Ништо конкретно. Го испитува срцето све и осте тоа 4,5 месеца, 5, мојот сопруг го снимаат, добија у плуќата вода. Вода полна, после 3-4 месеца му ваќа 3 кила вода од плуќата. И го чува у Тетово, не дадо Жан Митре. Ни тамо не го снимае, вика, чекајте го за операција, после го направи човеко 60 кила да стане и почина сега пред 10 дена. А тоа све вртење случајно никој не ни испрати да вида аортата или нешто друго. Се извинувам, нека сакам да искрено. Така, добро ви благодарам за вклучувањето, сочувство за вашиот сопруг, навистина ми е жал што починал и што сте минале низ еден тежок животен период. Докторке, тешки се овие болести? Мислам, жал ми е за човеков, вистина. Значи, не можам ништо да кажам, пошто не знам што се случувало. Сега ова накратко сакам една работа да потенцирам. Значи, пациентите кои што имат болести на срцето се сериозно болни луѓе. И тие пациенти си барат третман. И не само третманот, операцијата, интервенцијата завршува и толку. Значи, секогаш има следење, секогаш може да има нешто плюс, нели, кое што ќе го извади срцето од нормалниот ритам и така натаму. Што било како било, жал ми е, не можам. Така, не може вака врз основа на овој разговор да се заклучи. Продолжуваме понатаму за оние пациенти што имаат трансплантиран залисток. Им се советува многу да внимаваат, докторке, на оралната хигиена. Редовно да ги читкаат забите. Ке можете ли да продолжите, бидејќи гледам дека ви е малку напорно? Вака сега, значи, не се само работи за оралната хигиена кај пациентите кои што имат било каков, нели, имплантиран залисток, посебно за тави процедурата, значи, не е само оралната хигиена, значи тоа е ендокардитис профилакса, која што се спроведува понатаму во животот. Зошто? За да не се внесе инфекција, значи, преку крвта во крвта и оттаму, значи, инфекцијата да помине на на аортната валвула, нели, која што е нова имплантирана и така натаму. Освен тоа, значи, има потреба од добра регулација на крвниот притисок, значи, пулсот на срцето, се дават, значи, лекови доживотно, се прави редовни контроли, значи, за да може да се следи таа валвула. И се препорачува промена комплетна на животните навики. Начинот на живот, да. Ретко кој тоа го прифаќа веднаш како... Повеќето да. Да, го прифаќаат, почуват и со физичка активност, да шетаат. Повеќето затоа што се уплашени, нели, нормално и затоа што имат потреба, нели, кога добро се објаснува, да, некои игнорират, некои не, како и сите луѓе, сите сме различни. И моето последно прашање во денешната телма амбуланта се однесува токму за оваа процедура ТАВИ, дали е намената само за аортниот залисток, за стенозата на аортниот залисток или може се третираат и другите залистоци по срцето? Тоа е ТАВИ процедура или транскатетер
замена на аортна валвула е само за аортната валвула. Нормално и другите залистоци можат да се третират без операција интервентно, но тоа е веќе друга тема. Така да ова процедура е само за тешки критични аортни стенози кај високоризични пациенти. Доктор, ке ви благодарам многу за денешното гостување, за одговорите на гледачите на кои што ги упатија во емисијата, но и на бројните наши прашања поврзани со процедурата која што наоѓа се поголема примена во кардиологијата, како што споменавте, кај аортната стеноза. Благодарам на поканата, убав ден на сите. Почитувани доктор Вилма Ампова-Соколов, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија, беше гостинка во денешната Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Ви посакувам пријатен ден.